ја прати таа порака? Да. Сега ќе одиме на мала прошетка и пек. Ме слушна ли? А? Мала прошетка. Ајде, ајде, реков. Качувај се. Морам да ја видам мајка ми јас. Кој си бе ти, а? Кој си ти? И бе, овој ли е твоја, бе? Дечко ли ти е, а? Што и направи на мајка ми нечесник? Жената што е мајка, сака да ме убие. Ти го даде оружјето, нели бек? Знам. Зашто споруваш бе ти? Што правиш бе? Што правиш ти бе, кочи? Мајка ти го даде оружјето, знам и пек. Ќе го земам од тебе. Ако не ми го дадеш, ќе се одмаздам на мајка ти да знаеш. Што бараш ти тука? Тетка Меријам рече дека се излекла. Очигледно нешто е со мајка ти, има проблем. Јас веднаш дојдов тука. Синан, морам да ја видам мајка. Добро, дека чувај се. Ибек, Повторно те претапа, нели? ти што бараш тука? Хазим ме повика, го видов на патот. Тој те повика, а ти дојде ли? Керко, ние што зборувавме? Мамо, овој човек пак го зел твојот телефон и ми прати порака во твое име да дојдам веднаш дома и јас веднаш дојдов кога видов. Те молам да зборуваме со ова внатре. Ај, извини, сине, кога ја видов Ипет пред мене, се изненадив. Ајде, влезете, влезете, влезете. Влезете, деца. Седнете, седнете, ајде. Мамо, многу се исплашив дека нешто ти се случило. Ама пак те претепал. Не е тој. Не е тоа? Кој те претепа тогаш? Веќе не е важно, не ме ни боли душа. Да, не можев да ти се јавам, Шуле. Колку пати те побарав, Али? Цел да не можам да те добијам. Зошто толку инсистираш да ме бараш, Шуле? Очигледно е дека имам работа. Али, не работиш. Сакаш нешто да кажеш? Има работи за кои треба да разговараме. Какви работи? За венчавката. Да се сретнеме? Да дојдам дома, ако сакаш. Ало, Али, дали ме слушаш? Тука сум, Шуле. Сега имам малку работа. Вечер ќе дојдам кај тебе или ти кај мене и ќе зборуваме, добро? Добро. Ако и кажам дека почнав да работам, ќе ми постави 1000 прашања. Да, Туба. Али, може да се видиме? Што се случи, има нешто? Нешто не во ред? Ке зборуваме кога ќе се видиме. Добро, јас сум во фирмата. Не, нека биде надвор, ке се видиме надвор. Добро, имам уште малку работа да завршам, па ќе се видиме потоа. Добро? Добро. Влези. Ме побаравте? Да. Земете фотографија од Назим од снимките. Да се поделат на сите луѓе и сите да му го запомнат лицето, добро?
Добро, господине. Ако го видите назим во околината, веднаш да го однесете во магацин. Во магазинот? Во магацин. За сина ни туба испративте двајца луѓе. Испратив пред околу половина час отидоа. Зошто толку доцна? Тие требаше уште од наутро да бидат таму. Од фирмата за обезбедување сега ги организира, а ние им кажавме. Се што треба да направат. Добро. Врати се на работа сега. И те молам пренеси им таму дека треба да разговараме. Добро, господине. Се уште си во кревет, ајде стани, ајде. Ајде. Керко, ајде, цело утро не можеш да станеш? Ипек си отиде, сега ќе се жалат каде е Несрин ке викат. Сонував лоши работи, не можев да спијам воопшто. Каде е пак Ипек? Не знам, Несрин. Мајка ја прати порака и таа излезе веднаш. Теророт на незината мајка никогаш не завршува. Многу ми е тешко, Несрин, Керко, многу ми е тешко. Како обиецот на татко ти замина од тука, господинот Керим тоа го дозволи. Од синоќа јас не можам да заспиам, не можам ова да го разберам. Ете вели дека нема докази. Што да прави човекот? Ако нема докази, тогаш зошто го обвинуваат? Очигледно има нешто во што се сигурни. Ај, мамо, од вчера сум многу збунета. Морам малку да излезам на воздух, инаку ќе се истурам на некого. Навистина. Керко, Ипек ја нема да ти дозвола да излезеш. Ќе побарам дозвола од господја Селда. Ти сега остави ја Ипек. Не ми кажа што направи вчера, не зборувавме. Се видели со Джем? Се видов секако. Отидов кај агентот за недвижности, го земав и дојдовме дома. Токму кога ќе го стававме огласот за продажба, Джем беше дома. И мене и агентот ни избрек од куќата. И уште ми се закануваше. Проклета е. Ај, мамо. Колку пати ти објаснив, се однесуваш како никогаш да не сум ти кажала. Без дозвола од Джем не можеме да ја продадеме куќата. Трпение има и зошто толку си упорна, се има свое време и место. Веќе ми е доста од се. Од денот кога се омажив, немам никаков мир. Мислев дека кога ќе умре татко ти, ќе ми биде малку полесно, ама... Пак истото. Ама ќе видиш, ако сум јас Фатма, тој нема да добие дел од куќата. Ќе мора да прифати продажба, ќе мора. Мамо? На што толку се надеваш ти? Нешто да се надевам? Ќе остане без пари и ќе мора да се согласи, нели? Рече дека нема да добие дел. Кога сум рекла? И јас ли реков такво нешто? Луда ли си ти? И јас сум збунета. Вчера се скарав со него, па дојдов, те видов така. Глупости зборуваш. Одам јас сега, Мерием ќе ме бара каде сум. Ајде и ти среди си и дојди. Ало, Несрин, дали си слободна? слободна сум, што има? Дали знаеш дека Али се врати на работа? Ај, Шуле, ти ли ке ме прашуваш за тоа? Единствено што можам да кажам е дека вчера цел ден беше тука. Ало? Тука сум, Несрин. Дали имаш денес време да се видиме? Може, ќе побарам дозвола и ќе излезам, ама имам уште некои работи што треба да ги завршам, да знаеш. Добро, ќе се видиме. Господјо Мерием, дали го виде човекот што дојде вчера наутро? Не го видов. Што се случува во оваа куќа, ти за ништо не знаеш? Кога Ипек излезе, не можев да зборувам со тебе. Фатма, јас имам работа. Што се случува внатре не ме интересира.
Вчера човекот што дојде беше убиецот на мојот маж, госпоѓо Меријам. Вчера наутро дојде пријателката на бере на поедок. Никој друг не дојде. Тоа е тоа. Ти спиеш на нозе и не знаеш што се случува. Значи, затоа дојде господинот Керем и господинот Али. Ти велам, светот да гори и ти нема да знаеш. Јас не излегов од кујната и Несрин не беше овде. Ти спиеш на нозе. Мамо, ки поварам дозвола од госпоѓа Селда да излезам. Ипак излезе. Освен тебе и мене, никој не е дома. Ама сепак праша госпоѓата Селда, ако ти дозволи излези. Ајде, остави ја, нека оди, јас ќе ти помогнам за се. Добро, добро. Ќе прашам. Мамо, да можеше и ти да дојдеш со мене. Да можеше, Керко, да можеше. Дајте му го тоа оружје на човекот. Ќе ви донесе само белја. Мамо, сина не во право. Дај го оружјето да се ослободиме. За Бога, мамо, те молам, дај го оружјето. Ке ви донесам чај. Ипек, мислам дека мајка ти не е добро. Треба да ја однесеме на психолог. Синан, не знаеш ни што се помина мама. Хази ми го уништи животот на неа. Па добро, велам да ја помогнеме, ама ти не ми дозволуваш. Гледај, за ова веќе зборувавме. Добро, тогаш да ја земеме мајката и да одиме. Каде ќе одиме, Синан? Да ја земеме мама и да одиме кај вас? Повелете. Керим сигурно нема да тргне поглед од Бера ни за момент. Цела ноќ не спиев. Што ако тој човек и направеше нешто на Берен? Мамо, те молам, не зборувај такви работи. Јас и онака постојано избегнувам да мислам на тоа. Госпоѓо Селда, имам една молба до вас. Повели, Несрин. Сакам денес да земам слободен ден. Ама ветувам, оваа недела нема друг ден да излезам. Керко? Вчера се случија некои непријатни ситуации. Ти цел ден не излезе од собата, никој ништо не ти кажа. А сега бараш слободен ден. А мамо вели дека нема да земе уште еден слободен ден. Во ред, душо, оди, слободна си. Ви благодарам, госпоѓо Селда. Мамичке, знаеш ни што се помина девојката вчера, барем денес не изборувај. Селда, гледам дека почна многу да ја жалиш оваа девојка. Мамо, што има лошо во тоа Силден е во кујната? Никаде не се движат. И онака наскоро ќе се преселат во другата куќа, знаеш. Јас пак ти велам, не тргај око, воопшто не и верувам на оваа девојка. Боже Господе, што ќе се случи? Да не речеш после. Не сум ти кажала.
Си се вратил? Се вратив. Сакаш нешто да кажеш? Имаше ли некој повик или порака од Назим? Не. Види Берен, сега немој да ми тераш и наети. Човекот влезе во вашата куќа. Од сега сакам да бидеш на дистанца од мене, да знаеш каде ти е местото и така да се однесуваш и зборуваш, али? Пред тебе не стои мало дете. Не грижи се, знам каде ми е местото, Берен. Ако сакаш, можам и со господја. Нема потреба. Ако нема друго што да кажеш, имам работа, излези. Дали да ја прашам зошто дојде тој ден? Од сега натаму, кога и да излезеш од дома, ќе имаш обезбедување. Нема никаде да мрднеш сама. Види ваму ти. Говорам како што ми налага работата, Берен. Добро. Ако нема друго што да кажеш, можеш да одиш, али? Ќе биде неподносливо да работам на исто место со Али. Назим, дали ќе зборува со Али? Можно е да му каже некои лаги. Ми рекоа дека си сам. Повели Хасан. И онака сакав да те видам. Седни, повели. Вчера веднаш си заминал. Те барав, ама не креваше. Не сакав цел ден да те барам. Мислев дека може би има некој проблем со работниците, знаеш. Хасан, навистина не ми е дојдено до шеги, верувај ми. Што е сега? Се ми се насобра некако. Единствен човек со кој можам да разговарам си ти. Многу сум збунет, не знам. Не серин. Не е само тоа. Секој проблем се решава, кери мама, ако си збунет. Тогаш е најтешко тоа, да знаеш. И? Тешко е да се собереш, дури и невозможно е, Керим. Сакаш постојано да си покрај неа, да ја гледаш. Јас ќе се исконтролирам, Хасан, во ред. Ова е нешто над твојата волја, Керим. Се препушташ на тоа со времето. Јас никогаш нема да се препуштам, Хасан. Јас и ти не сме исти, знаеш. Ти ми зборуваш само од твоето искуство, затоа така зборуваш. И ти одиш по истиот пат, Керим. Само што нашиот крај нема да биде ист. Знаеш, сега мислам само на безбедноста на моето семејство. Да, Несрин ми ја заматува главата, точно е. Ама семејството секогаш ми е на првото место. И тоа добро го знаеш. Знаеш, сега на семејството мислам. Зошто Несрин ми е поважна од се? Дури и сега мислам на неа. Назим дојде кај нас дома. Секако што се случува? Што е работата? И кога Несрин дозна дека тој е убиецот на незиниот татко, тогаш многу лошо беше навистина. Премногу се вознемири и не можеше да се соземе. Во вашата куќа, зошто тоа, брат? Излегуваш ли? Да, бабо. Ќе се видам со пријателка. Аман, Керко, внимавај. Не грижи се. И така имам обезбедување. Морам да одам ке доцнам. Си гледаме. Ајде. Младост. Значи уште се тука. Да видиме што ќе правиш кога нема да имаш мотора. Доаѓа. Ако те види тука. Ајше, отвори ја вратата. Ајше! Мамо, што ако Хази му направи нешто на синан? Не грижи се, душо. Што е бе, мислиш ке ме победиш ти?
А? Пред малку беше јунакот на мотор, сега да те видам. Јак си само на слаби жени. Беге пред да те убијам, бе. Магаре! Истото ќе ти го сторам што и го правиш на теткаише. Синан, Никогаш повеќе нема да ја удриш оваа жена, разбра? Само ако те видам пак да ја удриш оваа жена, ќе те врзам за моторот и ќе те влечам низ малото. Синан, внимавај! И пек влези внатре. Синан, пушти го! Синан! Пеко влези внатре. Ајде, Керко, ајде, влези внатре. Јак си само на слаби жени, така момче? Ако те видам пак овде, ќе те докрајчам. Уште еднаш када не те видам тука ти реков. Бегај! Ајде, оди си! Ова нема да ти го заборавам тебе. Губи се! Храбар е, душо. Гледаш, дојде по тебе до тука. Мамо, морам да одам јас сега. Можам да изгубам работата ако дознаат дека тој е тука. Оди, Керко, ти не грижи се повеќе. Мамо, дај го оружјето на луѓето и ослободи се. Ако не го дадеш, нема да те остават тие на мир. Што се случи, Хазим? Овој пат жена ти те претепала, гледам, така ли? Овој пат јас сум крив. Не ме лажи мене. Жената оди да чисти по куќи. Како може таа да те претепа? Не лажам, бе, ти реков. Кажав дека оружјето е кај Керкај. Па ја повикав дома. Може би оружјето е кај дечкото? Сигурно е кај Керкај. Ама мајка и Керка не кажува. Слушни ме, Хазим, тоа оружје ќе ти донесе неволја. Веќе прекуглавам ја да ти го повторувам истото, бе. Дали има некој напредок? Влези. Дојде да ја градат помошната куќа, господја Силта. Не знаеше ти? Не знаев. Керим ни мене ништо не ми кажа. Ама го прашав, али рече дека знае. Добро, штом веќе се овде, нека почна тогаш. Во ред. А Миријам? Ја нема и пек утрова, може би знаеш каде е? Мајка и не е добро. Мораше да ја дадам дозвола без да ве прашам. Се уште не можам да разберам зошто Ипек останува овде. Очуво ти прави зло на мајка и мајка е болна. Наместо да биде со неа, останува овде, барем ноќите може да си ги поминува дома покрај мајка и.
Господја Селда, ипак не е дете што раскажува за своите проблеми, но знам дека и нејзи прави зло од чувот, како и на мајка е. Дури и да не кажува отворено, тоа е ситуацијата. Јас не сакам да верувам, ама дали и неа ја малтретира? Не знам, ако останува овде ноќе, тогаш нема друго објаснување. Не знам, господја Селда. Сирота жена. Кој знае колку се плаши од тој човек, а се уште се во брак. Во нашето здружение има многу вакви жени што бараат помош. Што ако дознае дека ипак е ќерка? Сирота ипак мора да се спаси од тој живот. Мерием? Мерием? Ти дали ме слушаш? Рековте нешто, господја Селда? Не, во рете, ништо. Гледај си ја работата, да не ти додевам јас. Добро, господја. Мерием овие денови е многу расјана. Те боли ли? Не боли многу. Ако сакаш да одиме во аптека, може би ќе дадат некоја крема. Што ќе кажеш на семејството кога ќе видат раката? Не знам. Нема да кажам дека сум го претебал очувот. Не ме сваќај погрешно. Не го велам ова за себе. Не сакам да се скараш со семејството поради мене. Не се грижите ипек за мене. На крајот сам дојдов тука, ете, не ме натера ти сосила мене. Ајде да каснеме, огладнев, многу сум гладен. И јас. Камо да имавме еднакви услови. Зошто не ми кажа дека порано ќе дојдеш? Што, имаше состанок, те прегина во работата ли? Ајде, не се лути веднаш како и секогаш. Види, да те прашам, Керим дојде ли? Хасан, Зошто ли беше толку ладен? Може би затоа што господинот Хасан беше до него. Што ти се врти низ главата? Ништо, ајде. Ајде, молам, нарачајме едно кафе. Тоа, мислам дека синок ќе ги кажавме сите работи што требаше да се кажат. Темата што сакам да ја зборувам, не сте ти и Берен, али? Што се случува? Некој те вознемирува? Веднаш тоа ти паѓа на ум, така? Да, ако случајно жена сака да зборува со маж, тоа мора да е нејзина слабост нешто. Мажите веднаш бараат прилика да бидат херои. Полека, Туба. Мислев дека нешто направил Назим, затоа прашав. Затоа си во право. Назим ми пратил порака на Бирен. Сакав да му го кажам тоа на тату, ама ја знаеш, Бирен. И покрај моето инсистирање не сакаше ни тебе да ти каже. Што се обидува да направи Берен? Воопшто не разбираш женско размислување, нели? Каква врска има со женско размислување? Се плаши да не го стави тато во опасност, не разбираш ли? После сето тоа што се случи, мислам дека дури и да ја убиеш, нема да ти бара помош. Добро, а Берен како планира да се ослободи од човек како Назим? Ќе разговара со него и ќе му кажа да не ја вознемирува. Се разбира. И Назим тоа ќе го прифати така мирно, нели? Затоа и дојдов кај тебе, разбрав дека нема да сака да прифати. А што пишуваше во пораката? Нема така лесно да се ослободиш од мене, Берен. Токму така пишуваше. Не грижи се, Туба. Никогаш нема да дозволам тој човек да ја направи нешто на Берен.
Морам да се ослободам од Назим без татко ми да забележи. О, Берен. Ја очекував твојата порака, ама не мислев дека ќе биде толку брзо. Назим, што сакаш ти од мене? Пријателство сакам. Добро, ама јас не сакам. Не треба ли да го почитуваш тоа? Причината што не ме сакаш е Али. Јас тебе? Не сакам да зборувам за ова по телефон. Сакам ти да ми ги кажеш последните зборови лично мене во лице. Да се видиме денес. Берен? Добро. Татко ти и Али сигурно ти оставиле обезбедување. Дојди без нив. Добро. Убаво ти е бирото. Ако знаев, ќе ти донесев мал подарок. Не ми се подсмевај. После кафулето сигурно убаво се чувствуваш да работиш во фирма. Токму така, знаеш ли? Инаку како си ти? Како ти оди, добро ли ти е? Леле, толку ми е убаво, Несрин. Многу добро се однесуваат со мене. Чекај да земам кафа, ќе ти раскажам. Добро, ајде. Ќе можеш само да продолжиш? Да, добро сум, не се грижи. Сигурна ли си? Сигурна сум, благодарам. Добро. Никогаш нема да можеш да се оддалечиш од мене, Керим. На здравје, нека ти е. Ти благодарам. Кафето овде е многу убаво. Колку и да е убаво, никогаш нема да биде како твоето. Јас твоето многу го сакам. Ало? Да, господине. Добра. Веднаш ќе донесам. Мора итно да одам, се враќам. Добро, ма врати се брзо. Штом го испијам кафето, ќе си одам. Треба и кај господинот Керим да поминам. Добро. Ќе се вратам бргу. Морам да се држам подалеку од неа. За моето семејство и за себе исто така морам да се држам подалеку. Фокусирај се на работата. Фокус, Керим. Што мислиш да правиш, Али? Имаме обезбедување пред фирмата. Штом Берен ќе излезе, тие ќе ја следат. Овој пат е добро обучен. Тешко дека ќе го измами некој. Значи нема шанси да избега? Нема. Барем малку ми олесна сега. Да. Добро, кажете ми каде оди. Берен излегла од фирмата. Да одиме и ние. Ако излеземе, ке не види. Не грижи се, не доаѓа тука. Ти излези, а јас ке седам уште малку. Јас ке платам.
А не може, јас ке платам. И жените можат да платат сметка, али? Ајде, оди ти. Ајде. Ајде. Влези. Господине Керим, не ве вознемирувам, нели? Не, влези, не срем повеле. Сакаше да кажеш нешто? Само дојдов да ја видам Зејнеп. Сакав и вам да ве поздравам. Добро. Веројатно ве прекина во работата. Се извинувам, работете рад, се гледаме. Не, само имам некои итни документи што треба да ги разгледам. Разбрав. Зошто беше толку ладен со мене? Може би е зафатен. Што се случува сега? Или јас влегов во погрешен момент во канцеларијата? Да. Јас сум тој што ти даде препорака. Веќе од првиот ден ништо не внимаваш. Ало? Каде сте? Добро, веднаш доаѓам. Останете во контакт. Ало? Шуле, ја завршив. Сега ќе одам на кеот. Ќе ме собереш ли од таму? Доаѓам за 5 минути. Добро. Чао. Јас ни мачка не би му доверил на тој Али. А татко ти му ја довери целата фамилија да ја чува тој. Кога му ја удрив една на твоето чув, толку ми олесна. Толку силно го удри што помислив дека ќе го убиеш. Го заслужи тоа. Дури и повеќе заслужи. Сакав нешто да те прашам. Прашај. Дали знаеш каде е оружјето? Ако знаеш, најдобро е да го дадете, инаку ќе имате проблем. А и мајка ти ќе се смири. Верувај ми на збора. Ова
Знам каде, ама... Нема, ама ипек, ајде да го најдеме и да го предадеме. Синан, јас ќе морам да одам дома. Добро си? Да Миријам? Што ти е? Зошто дојде? Ми стави многу тежок товар на грба и мене. Ако случне Фатма знаеш. Фатма излеза да ја чисти собата на господја Селда. Зошто дојде? Господја Хандан дојде и јас веднаш по неа исто. Еден ден ќе направиш толку лошо и мене. Толку лошо. Па немав работа дома да Миријам, а и одамна не сум доаѓала. Најдобро би било да испиеме едно кафе заедно. Каде се Ипек и Несрин? Ипек отиде кај мајка и Несрин зема слободен ден. Да работев и јас тука да Миријам. Секој си оди и доаѓа кога и да посака. Не, мајко, не, во оваа куќа нема никаков доказ дека жената го изневерува мажот. Нема? Ама јас ке најдам. Се чувствував многу затворено дома, па отидов на кејот малку. Ако не сакаш некој да те види, зошто доаѓаме во кафуле до фирмата, кажи ми? Дали Али почна да работи, Несрин? Не знам. Ама веројатно почнал вчера, цел ден беше дома. А дали беа заедно со Берен? Видиш, Оле, јас не излегува вчера многу од собата, не знам да ти кажам за тоа. А и еве, тој ти предложил брак. Што се грижиш толку, кажи ми? Што мислиш, Несрин? Што? Ако не се случува со детево, нема шанси да останам во брак со Али. Повелете? 2 кафења ве молам. Зошто тука се симнуваш? Ако влеземе дома со моторот, ќе не прашуваат илја да работи. За мене нема проблем, ама не сакам да се чувствуваш непријатно и да си одиш дома. Ти благодарам за се што направи денеска. И кога е свадбата? Денес ќе разговараме со Али и ќе одлучиме. Секако. Треба да го решите тоа пред да ти се познава стомакот. Јас нешто не разбирам. Зошто ме повика овде? Зашто сакаш да зборуваме?
Види, јас не разбирам зошто сакаш да ми помогнеш, Несрин. Ми даваш информации за Берен и Али. Ми велиш да не го пуштам Али, да го натерам да се ожениме. А види сега како ми се подсмеваш. Кажи ми што сакаш, Несрин? Душо, што би имала јас од тоа? Што би имала јас ако ти и Али се венчате, кажи ми, навистина? Јас мислам дека ти имаш проблем со Берен. Или со семејството. Слушај, Несрин, ако си помагаме, да си помагаме. Шуле, Душо, мислев дека тука ме повика за да се обидеме да најдеме решение за твоите проблеми, ама гледам дека имаш друга цел ти. Несрин, те молам, седни. Затоа и те повикав. Само се налутив кога ми се подсмеваше. Тоа е се, навистина. Али рече дека нашиот брак ќе биде само на хартија. Значи само формално ќе бидеме во брак. Па тоа е подобро. Дури со перница под стомакот нема да се познава. Во право си. Барем уште некое време ќе го задржам, Али. А што ќе се случи потоа, Шуле? Не знам, ама засега ќе продолжам вака. Разбрав. Јас сега, како и да е, морам да одам. Сакаш ли да те однесам? Не, нема потреба, ти благодарам. А инаку, со среќа во бракот ќе ти треба. Ќе ти треба многу среќа. Кој знае што се ти се врти во главата? Добро, во ред, кажувај да што имаш и врати ме назад, Хазим. Навистина толку брзо ќе си одиш, а? Јас планирав да поминеме малку подолго време заедно. Долго време ти не сакаше да зборуваш по телефон, затоа јас дојдов. За какво време зборуваш ти сега? Ако си мислиш дека ќе дојдеш и веднаш да ќе си одиш, многу си наивна, Берен. Ти си играш со погрешен човек. Јас не сум како Али. Не сум како некој што е фин со жените. Особено не со жени што ме користат за да направат некого љубоморен.